Драги ученици, добар ден! Добре дојдовте во училница. Јас сум Гордана Несторовска, оделенски наставник во Основното училиште Димо Хаџидимов. Денешниот час по македонски јазик е обработка на текстот Татковото писмо. За овој час потребен материјал ви е учебникот по македонски јазик, молив и тетрадка. Целите кои што треба да ги усвоите на овој час се разбирање на содржината на текстот, обработка на текстот и делење на текстот на логички целини, одредување главни мисли, збогатување на речникот, развивање своји ставови и критичко размислување и да знаете изразно да го прочитате текстот. Јас ќе ви го прочитам текстот Татковото писмо. Внимателно слушајте, за да можеме да го поделиме текстот на логички целини и за секоја логичка целина да издвоиме по една главна мисла. Внимателно слушајте, јас ќе ви го прочитам текстот. Некој задзвони на вратата од Весна. Поштарот ти подаде писмо и си замина, а девојчето веднаш го препозна писмото. Знаеше дека татко им пишува. Тој беше далеку, многу далеку од Весна и семејството. А зошто? Како? Долга приказна. Девојчето нестрпливо го отвори писмото и гласно почна да го чита. Мила моја Весна, знам сега кајва се пролет, а заедно со пролета доаѓа и твојот роден ден. Тато не заборава и постојано мисли на својата керкичка, на тебе и на мама. Ти си дете и не знаеш за патиштата на животот. Кога ќе бидеш голема, подобро ќе ги запознаеш работите. Колку сме подалеку од она што ни е најдраго, толку тоа ни е помило и поблиско. Наскоро со нешто ќе те изненадам. Засега тоа нека биде моја тајна, а изненадувањето нека причека токму до роденденот. Нема да ти го кажам пред време. Но покрај него, верувам, ти имаш некоја желба за која не знам. Затоа сакам да ми јавиш во писмото што сакаш да ти испратам. Побарај нешто најубаво. Бити сигурна дека желбата ќе ти биде исполнета. Ти си послушна, нели? Сигурен сум дека поради ништо не ја загрижуваш мајка ти. Едно девојче како тебе, за љубов на своите родители, мора да биде послушно. И треба да учиш. Само така јас и мама ќе бидеме уште погорди и посрекни со тебе. А за друго, немој да се грижиш. Грижите нека ни останат нам, мене и на мама. Одговорот очекувам навреме да го добијам. Тебе и мама многу ве сака тато. Весна неколку пати го препрочита писмото. И уште истиот час зеде лист, седна на масата и зборовите за одговор на татковото писмо сами потекоа. Мил мој тато, што туку го добив твоето писмо, а пред малку се вратив од училиште. Додека да си дојде мама од работа, ќе го напишам одговорот. Ако сака нешто да дополни во писмото, пликот ќе биде отворен. Не знаеш, тато, колку радост ми причини твоето писмо. Но признавам, додека го читав, не бев храбра. И без да сакам, неколку солзи ми се стркалаа по лицето. Затоа посакав веднаш да ти напишам одговор. Ние сме добри, а за мојата послушност најдобро мама нека ти каже. Редовно учам. Денес ме пофали наставничката на часот по математика. Прва ги решив задачите во оделението. Сега, мил мој тато, покрај оној подарок што за мојот роден ден го подготвуваш како изненадување, останува уште да ти ја кажам мојата желба. Сакам ти да ми се вратиш и да бидеме сите заедно. Те сака твојата ќерка Весна. Утредента девојчето отиде во поштата. Таму писмото рамнодушно го примија и го ставија во мноштвото пратки. Никој не знаеше колку голема желба се криеше во него. Никој не знаеше дека заедно со него отпатуваа и неколку солзички. Ученици, се надевам дека текстот ви се допадна. Рековме дека текстот треба да го поделиме на логички целини.
Јас мислам дека најлесно и наједноставно дека можеме да го поделиме на 3 логички целини, но може и на повеќе, но тоа ќе го оставам на вас за оние кои што размислуваат малце поинаку. Рековме дека за секоја логичка целина ќе треба да напишеме по една реченица. Кога запишуваме реченици за секоја логичка целина, реченицата може да биде пократка, може да биде подолга, може да биде прашална, расказна, но еве тоа оставам на вас, нели секој да си напише план за текстот. За оние кои што малце поинаку размислуваат од она што јас го поделив текстот на 3 логички целини, за првата логичка целина, главната мисла може да биде: Весна го чита писмото што го добила од нејзиниот татко. Секако можете да напишете и некоја друга реченица која што сметате вие дека може би е подобра, значи тоа го оставам на вас. За втората логичка целина, што би можеле да запишеме, можете да размислите и да си запишете во своите тетрадки, но исто така можеме да ја запишеме реченицата дека Весна во одговорот на писмото ја запишува и нејзината најголема желба. А сите знаеме која била нејзината најголема желба. И третата логичка целина, за неа исто така можеме да запишеме реченица. Јас ја одбрав реченицата: Весна во пошта го праќа писмото со кое отпатувале и неколку солзички. Секако вие реков дека можете да си запишете своја реченица која мислите дека одговара на третата логичка целина. Сега, откако нели ги запишавме логичките целини во вашите тетрадки, имаме и една задача, односно неколку прашања кои што треба да одговорите, кои што се поврзани со содржината на текстот. Каква слика си представувате за текстот? Второто прашање, какви чувства предизвика кај вас додека го читавте текстот, односно и додека ме слушавте кога го читав текстот? И дали овој текст може да има некаква поврзаност со вашиот живот? За да не бидат тоа класични одговори, нели во тетрадката како одговори да ги пишувате, тоа можете да си го направите во табела која што ќе ја нацртате во вашите тетрадки. Значи табелата ќе биде поделена на 3 дела, каде што во едниот дел ќе представите слика која што одговара, која што сметате дека одговара за овој текст. Какви се чувства побуди кај вас читањето на текстот и каква може да биде поврзаноста со вашиот живот, нели овој текст. Можете да го стопирате видеото, да си нацртате табелата и да ги запишете вашите одговори. А за оние кои што не умеат толку брзо да го направат тоа, имаме еден понуден одговор, каде што на местото на сликата може да стои нели нацртано писмо. Во графата каде што се представени чувствата, имаме чувство на милост, љубов, гордост, среќа, грижи, радост, рамнодушност. А каква е поврзаноста со вашиот или мојот живот? Можете да напишете некој пример кој што, нели ако имате роднини или пријатели кои живеат во странство, колку често се гледате со нив, на кој начин е комуникацијата, дали пишувате писма со нив или се допишувате преку интернет. Оставам на вас да си ја направите табелата според вашите размислувања. Како домашна следна задача, убаво би било да умеете изразно да го прочитате текстот и да се потрудите да бидат со различен тон зборовите на писателот, зборовите на таткото и зборовите на Весна. Во писмата има многу чувства кои треба да ги пренесете преку читањето. Како домашна работа, ќе треба да се обидете да го продолжите расказот.
Односно, да размислите малце, да напишете што би сакале да се случи понатаму и каков крај да има самиот текст. Дали тажен или среќен. Тоа го оставам на вас. Се надевам дека текстот ви се допадна и ви посакувам пријатна работа.